Здраво, здраво и добро дојдовте во уште една лекција учиме германски. Како што кажа во претходната лекција, во оваа лекција ќе обрнеме внимание и на редоследот на зборовите во реченицата, меѓутоа повторно ќе повториме уште неколку глаголи. Минатиот час ги учевме глаголите sprechen, што значи зборува, heißen се вика, fragen прашува и kommen, што значи доаѓа. Мислам дека убаво би било и во оваа лекција да повториме уште неколку глаголи, да ги повториме наставките кои што се додаваат на глаголите. Во прво лице се додава е, во второ лице еднина ст, во трето лице т. Во прво лице множина останува глаголот во иста форма со ен наставка, второ лице т и трето лице повторно имаме ен или во она изворна форма на глаголот инфинитив. Започнуваме со менување на еден глагол, нека биде тоа глаголот есен, што значи јаде. Во прво лице имаме ich esse, du isst, isst, sie isst, es isst. Во множина имаме wir essen, ihr esst и sie essen. Учтива форма веќе знаете, се употребува sie essen, меѓутоа sie се пишува со голема буква. И кога сме кај глаголот essen, да дадеме и некои примери, преку пример да ја видиме структурата на реченицата во германскиот јазик. Ќе работиме неколку реченици во исказна форма или потврдна форма од глаголите и неколку прашални реченици. Кај исказните реченици на прво место сегогаш се наоѓа субјектот во реченицата, или вршителот на дејството, ние на македонски велиме подметот, на второ место оди глаголот, ние имаме тука прирок, и на трето место се наоѓа објектот, или предметот, ние го викаме на македонски, тоа е она врз што се врши дејството. Значи предметот или објектот врз кој што подметот го врши своето дејство. Значи имаме субјект, подмет, имаме глагол и објект. Например, Ich esse Abendessen. Јас јадам вечера. Или вечерам на македонски. Sie isst Brot. Таа јаде леп. Таа и во првиот случај ich се подмети во реченицата, или како што велиме субјект во реченицата. Глаголот essen си има своји посебни форми, во прво лице esse и во трето лице имавме форма од глаголот essen ist и објект. Во првиот случај имаме Abendessen, вечера, може да биде и Mittagessen или што и да било. Во вториот случај објект во реченицата е Brot или леп. Еве сега уште еден пример. Isst Kartoffeln. Тој јаде компири. Може да употребиме и име наместо да кажеме или тој, можеме да употребиме на пример Marco isst Kartoffeln. Марко јаде компири. За прво лице множина, да кажеме за ние, го користиме глаголот како што го имаме, како што го учиме во таа основна форма или инфинитивна форма и имаме Wir essen Schokolade. Ние јадеме чоколада. За да се научат добро формите, мора постојано да се вежбаат и да се повторуваат преку примери или со пишување. Втор глагол е глаголот trinken, го спомнавме минатиот час и имаме во прво лице Ich trinke. Јас пијам. Ich trinke. Du trinkst, trinkt, sie trinkt, es trinkt. Прво лице множина, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Мислам дека вака со повторување на повеќе глаголи полесно ќе можете да ги научите наставките кои што се употребуваат при менување на глаголи. Некои од глаголите се правилни, некои неправилни, меѓутоа во овие лекции не обрнуваме внимание на тоа, ќе се трудиме колку можеме да ги научиме глаголите вака на памет. И сега неколку примери со trinken. И еве еден пример, на пример во реченицата Sie trinken Wasser имаме тие пијат вода. Може би некој ќе помисли можете да ги спомешате зи, дали е таа, дали е тие, меѓутоа не можете, бидејќи после зи оди trinken, тоа е во трето лице, таа форма од trinken или баш таа основна форма се користи само со прво лице множина и со трето лице множина. Така да не може да погрешите. Зи trinken, а кога би употребиле дека таа пие, ќе употребите зи trinkt Wasser. Таа пие вода. Тоа е разликата. И сега спомнавме и за прашални форми.
како ќе направите прашална форма. И во прашални форми глаголот стои обично кога имаме прашално зборче, стои на второ место. Например, was trinkst du? Што пиеш ти? Was trinkst du? Се наоѓа и на прво место кога започнуваме со самиот глагол. Например, trinkst du etwas? Пиеш ли ти нешто? Или trinkst du Wasser? Пиеш ли ти вода? Значи, тогаш глаголот се наоѓа на прво место и се наоѓа во формата која што морате да ја научите, во таа форма во кое лице сакате да прашате или кое лице сакате да го употребите. Во овој случај употребуваме второ лице и за тоа го употребуваме глаголот trinken во формата trinkst. Was trinkst du? Trinkst du Wasser? Trinkst du etwas? Пиеш ли ти нешто? Значи да запомниме, секогаш кога користиме прашални зборчиња, после прашалното зборче, глаголот се користи значи на второ место. Меѓутоа, имаме и прашања кои што започнуваат со самиот глагол. Тоа го имаме и во македонски јазик, например, каде живееш ти и живееш ли ти во Куманово. Во првиот случај имаме значи каде живееш ти, прашално зборче каде е во wohnst du? Каде живееш ти? Во вториот случај имаме wohnst du in Berlin? Живееш ли ти во Берлин? Забележувате дека глаголот се наоѓа на прво место. Одговорот ќе биде јас живеам. Знаете дека секогаш се додава наставката во прво лице и од wohnen имаме wohne. Ich wohne. Јас живеам. Ich wohne in Berlin. Јас живеам во Берлин. Или ich wohne in München. И кога сме веќе кај глаголот живее или вонен, убаво би било да го смениме глаголот вонен. Во прво лице ќе биде ich wohne, јас живеам. Du wohnst, ти живееш. Wohnt, тој живее. Sie wohnt, таа живее. Es wohnt, тоа живее. Wir wohnen, во прво лице множина, ние живееме. Wir wohnen. Второ лице, ihr wohnt, вие живеете. И трето лице, sie wohnen, тие живеат. Мислам дека вака со менување на повеќе глаголи полесно ќе можете да ги научите и да ги запомните глаголите. Ќе смениме уште еден глагол, нека биде глаголот прави или глаголот machen. Ich mache, du machst, er macht, sie macht, es macht. Во множина, ние. Wir machen, вие. Ihr macht, и тие трето лице. Sie machen. И еве еден пример. Ich mache meine Hausaufgaben. Јас ја правам или ја пишувам мојата домашна задача или домашна работа. Или, например, што правиш ти? Was machst du? Што правиш ти? Ich lerne Deutsch. Јас учам германски. Ich lerne Deutsch. И спомнавме неколку прашални зборчиња пред да ја научиме конструкцијата на прашалните реченици и спомнавме дека прво стои прашалното зборче. Мислам дека ќе биде подобро во оваа лекција да ги научиме само прашалните зборчиња, а прашалните реченици да ги оставиме за наредната лекција и редоследот на зборовите во прашалната реченица, бидејќи мислам дека ќе биде напорно во една лекција. И како што реков, одиме со прашалните зборчиња. Прашално зборче ви. Како? Was? Што? Во веќе го спомнавме, значи каде? Warum? Зошто? Wann? Кога? Woher? Од каде? Wohin? На каде? И многу потребуваното прашално зборче wer. Кој? Wer bist du? Кој си ти? Се сеќавате во учтива форма, прашањето wer bist du беше wer sind Sie? Кои сте вие? И се надам дека ова лекција беше доволна за да имаме малку вовед во структурата на речениците и да ги повториме формите во сегашно време од глаголите.
Се надевам ќе бидете и со нас и наредната лекција. Ви посакувам се најдобро. Чус! Вршиме онлайн обука за деца и возрастни. Левел едукативен центар.